Дали и колку ќе се почитува забраната за давање под наем и собири во викендиците низ туристичките центри во земјава, се чини најмногу ќе зависи од самата свест на граѓаните. Со оглед на тоа што не се знае на кој начин инспекциските служби ќе вршат контрола, а и невозможно е секаде да исконтролираат. Туристичките локации деновиве забрзано се полнат со резервации. Таква е сликата и во зимскиот центар Попова шапка. Новите рестриктивни мерки двојно го зголемија интересот на граѓаните за престој на Попова шапка за време на новогодишните празници. Хотелските капацитети се целосно исполнети за празниците, а исто и викенд населбата. Угостителите велат дека се бара место повеќе. Добро е што има заинтересираност, но мерките ќе мора да се почитуваат. Нема да има прослава за новогодишната ноќ, туку само вечера, а рестораните ќе ги затворат во 21 часот. Ние имаме новогодишен аранжман тродневен, меѓутоа без прослава. На сите гости ме кажаме дека тоа ќе биде као свечена вечера до 21 часот што треба да заврши. Значи без музика, без прославување и така натака. Имаме и резервации за престојниве празници, значи за новогодишниве празници. И за јануари имаме исто резервации доста. Само едно што не плаши, тоа е COVID-19. Како ќе бидат понатака работиве мерките. Тоа е единствено што не загрижува. Посетителите кои ги сретнавме денеска на шапка велат дека сега не е време за прослави, оти состојбата со вирусот е лоша. Сепак не веруваат дека забраната за собири по викенд куќите ќе се почитува. Ние сите сме за тоа, да се трнува више во коронава. Добро е тоа, ама кој ќе спроведе? Народот моце треба да бидат предпазливи, да не се собират и тоа. Значи, борбата со вирусот продолжува и до крај треба да се бориме. Тоа е. Да бидеме предпазливи што повише. Зборувате се човек кој што изгуби еден куп луѓе од коронава и ја продав, фала му на Бога, лесно. Има интерес за други работи. Јас можеби имам интерес за нешто што не е нормално во одредена ситуација. Сега не е нормално да има збиранки. Мислам, колку мислите ќе се почитува забраната? Нема да се почитува. Овој народ не почитува ништо. Со новите мерки граѓаните се ограничени празниците да ги поминат во домашна атмосфера, па затоа годинава има незапаметен интерес за изнајмување на викендици, за кои се зборува дека се наплаќаат и по многу повисоки цени од вообичаеното.